Уште една интернационална премиера, овој пат во Лисабон, Португалија, со новото освежено 308. Овие научери ми се од Peugeot и затоа сега си ги носам за целово снимање. А сега ќе ви објаснам што се има ново за оваа 308-ца. Направени се неколку клучни измени, тоа најмногу тука во предниот дел на предната маска. Најбитната работа што сега ова лого на Peugeot е осветлено. Гледате дека има веќе осветлување на целото лого и она што е интересно што радарот за сите оние безбедносни системи е скриено позади логото, што значи дека не се грди маската со дополнителни радари напред било каде поставено, туку сега убаво логото го крие сето тоа. Дополнително на тоа гледате дека веќе оваа цела решетка тука е со бојата на целата каросерија, убаво се исечени и потсетува на оние канџи од лавот, нели, бидејќи тоа е препознатливиот знак на Peugeot. Веќе ја нема онаа долга канџа што постоеше тука од страна, сега се имплементирани трите канџи во новите фарови и да, тука на самата маска има што дополнително други светла кои што се искрено не сум нека голем фан на тие долги бели линии на предната маска што знаат одредени брендови да ги стават, но тука ми се допаѓа бидејќи убаво кој потсетува на оној дел на канџата на лавот и дополнително тоа убаво се исечени. Сега на овој дел тука од страна има еден отвор за воздух за ладење на гумите што баш убаво се гледа и е супер што е реален отворот. Дополнително тоа на сега главните светла се поставени овде тука доле. И да, во GT Line и уште во еден друг пакет што ќе ви кажам за кратко, имаме LED матрикс светла. Инаку LED светлата горе се стандард за сите пакети. Другите измени кои што се направени се тука странично со овој спойлер доле кој што сега малку поразличен. Исто така имаме нови бандажи во опција и задниот дел се сменети тука светлата кои што малку се позакосени од претходно. Инаку станува збор за истата 308 кој што и претходно беше, но сега имаме, како што кажав и видовте, нови маски, нова опрема, нови пакети и уште еден интересен нов мотор. Во внатрешноста тука нема големи клучни измени за да кажеме дека е нешто драстично сменето. На 10-инчниот екран тука на средната конзола имаме само подобрување во системот што е добро, сега пореспонзивен, има многу подобри графики. Исто така iCockpit е со многу по интересна графика сега за разлика од претходно. Жал ми е што на слика не можете толку добро да видите таа цела 3D димензија која што ја има екранот, изгледа фантастично добро и интересно е додека возите, бидејќи имате убава прегледност на сите информации додека се навалувате лево или десно додека возите. Други измени, тука доле веќе ги нема оние пијано пластики кои што лесно се гребат и не изгледат убаво од кога ќе се оштетат, а брзо и лесно се оштетуваат и дополнително на тоа мислам дека и тука има некоја измена во овој дизајн. Додека на задната клупа се си останато исто така и во багажникот. И она што е интересно, во понуда е караванската изведба, односно освежувањето и на караванската изведба, а караванската изведба е многу битна бидејќи голем процент од корисниците на SUV сегментот се враќаат во караванот, што многу ме прави среќен бидејќи си сакам караванчиња искрено, се доста постабилни, позабавни за возење од SUV, а се доста попрактични. Така да интересно е тоа што се враќаат од каравани односно од SUV на каравани. И уште еден новитет, и тоа конкретно кај караванот е тоа што оваа боја сега конкретно тука што имам е новитет за ова освежување на 308-цата и оваа боја има само кај SV. Додека онаа боја што пред малку видовме кај хетчбек моделот, тоа е исто така новитет, но за хетчбек верзијата. И двете се водат како плави нијанси. За мене едната малку зеленкаста, пишете ми во коментар, а ова е фул електрична изведба на 308 и сега почнувам со возење. Дечки, искрено имам многу малку време тука во Лисабон да ги искусам 308-циве, но она што е битно е дека ги извезев сите три модели кои што во моментов се најпопуларните, односно 1.2 хибридната изведба со 146 конски сили, оној мотор кој што и кај нас сметам дека ќе биде најактуелен. Исто така плагин хибридната изведба 1.6 кој што неодамно имав шанса да возам во Шпанија, одлични перформанси и фул електричната изведба која што ја возам и сега во караванска изведба, бидејќи кога друг пат ќе имам шанса да возам ваков пакет. И има уште еден мотор во понуда кој што го нуди Peugeot со 308, тоа е дизел. Многу широка палета на понуди во поглед на перформанси, на мотори.
Очекувам и ваш коментар да ми кажете што вас најмногу ве интересира во поглед на перформансите. Секако дека за многу кратко време во Скопје ќе имам шанса да го возам овој модел и многу подетално да се запознам со него и тогаш и да ви кажам и конкретна цена ако во моментов нема тука цена која што е веќе стартна во Македонија, бидејќи многу набрзо ќе пристигне овој модел, но она што сакам да ви го потенцирам, она што го дознав од целава презентација на Peugeot 308, не е само овие визуелни измени кои што се направени, туку има една друга измена која што за мене е искрено многу поинтересна. Да, дизајнерски изгледаше и претходно и сега како ремек дело, сега многу подобро, многу попремиум изгледа, многу повеќе се истакнува во овој хетчбек, во оваа категорија, каде што има многу добра стабилност во поглед на купување на нови возила, односно се задржува тој континуитет што го имаше и е силна, стварно силна конкуренција. Peugeot што пред неколку години се истакна дека дефинитивно кралот во целата таа класа, но она што е интересно што Peugeot ги репозиционира пакетите, како што ви кажав, имаме нови пакети, сега имаме вкупно 5, Style, Allure, имаме бизнес пакет, GT и GT Exclusive. Така да во секој пакет може секој од нас да се пронајде во поглед до она што ни е потребно и секој пакет е многу подобро опремен, што значи дека ценовно ако гледаме, сега ќе имаме многу подобри пакети со опрема. И сето тоа да не кошта многу прифатливо за нашиот буџет. Така да тоа за мене е една од најинтересните работи кои што Peugeot ги имат направено изменето со ова освежување на 308. Да, дизајнерски изгледа подобро, да, внатре многу попремиум, многу ми се допаѓа тука во GT пакетов што го има овој дел како Алкантара насекаде, многу кул изгледа, многу кул. Инаку она што е интересно конкретно за електричнава изведба е дека батеријата е зголемена и сега имам можност за возење, комбинирано возење до над 460 км. Верувам дека тоа може да се постигне со многу поголема километража во урбаните средини. Баш ме интересира ако имаме шанса во Скопје тоа да го искусам, бидејќи тука немам шанса за толку километри да поминам. Инаку еден интересен факт кој што го дознав на самава презентација на 308-ца, дека тука сме во Лисабон, во Португалија, целава промоција е тука, бидејќи Португалија е една од земјите која што има најголема продажба конкретно на 308. Тоа е интересен факт, инаку 308 бележи сериозни бројки во поглед на продажбата и сериозен раст, што е многу битно, а тоа очигледно и многу и на нашите скопски и македонски улици, бидејќи гледам дека се почесто има поголем интерес за 308, мада 308 е многу битен модел за Македонија, бидејќи од секој пат бил популарен, но новата 308 дополнително само тоа го потврдува дека Peugeot одат во една многу добра, позитивна и премиум насока. Ви благодарам за целата поддршка и благодарам на Peugeot што ме пратија до тука за вие да бидете меѓу првите да искусите и да видите Peugeot 308 многу подетално и пред сите, за веќе ако си заинтересиран да можеш да направиш преднарачки. Така да баш ми е кејф и мило што благодарение на вашата поддршка доаѓам тука за сето ова на вас да ви го покажам. Направи subscribe, пиши во коментар што мислиш за Peugeot 308, што мислиш за целата конкуренција и нормално се гледаме веќе наредна недела со ново видео. Чао дечки! Ова патување искрено е доста интересно, бидејќи покрај освеженава 308-ца имав шанса да видам и нешто ново, а тоа е следново.